Малешнет вести. За граѓаните, градоначалниците се далеку поатрактивни од пратениците во барањето решение за нивните проблеми. Ова се потврдува со средбите кои тие ги имаат со граѓаните, но и со ефектот од разговорите. Лани пратениците на ВМРО ДПМН од источниот регион имале околу 1400 евидентирани средби со граѓани во нивните канцеларии во Виница, Штип, Берово, Делчево и Кочани. Па месечно можам да истакнам месечно или неделно, например, дека доаѓаат по 5-16 души, например, или има месечно 30. Истовремено, градоначалниците од нашиот регион проблеми слушнале од околу 3600 лица. Големата разлика е со причина. Па да ти кажа, градоначалниците се многу сеќава со нас. Како што е Еминде, добари. Опитува кое како за старите, за младите и многу се благодарим од него. Идат, разговарат, објасним дека идат како шо. Ова го потврдува интересот, но поважно од видувањето е решавање на проблемите. Се работи на што повеќе граѓани да бидат задоволни, што повеќе случаеви да се решат. Не можете да ги решите случаевите на секој. Некаде, значи таму дека што има реални можности, а заложбата на пратениците да им се помогне на еден социјален граѓанин кој е од социјалната категорија е значи голем. Од друга страна, ефектот на градоначалниците е следниот. Ако се прави статистика на големиот дел барале вработување, при што е интересно да се напомене да кажеме на 1000 вработувања кои што се остварени, третина, односно 300 од барањата биле одговорени се заслуга на градоначалникот и на општината. Што се однесува до останатите барања кои се однесуваат на пример на сервиси и услуги на општината, без оглед дали станува за урбанизам, комунални дејности, осветлување, позитивно е одговорено и проблемите се решени на околу 80% од луѓаните кои што дошли. Ова не е мал процент на ефикасност и тој би можел да биде поголем доколку точно се знаат ингеренциите, но и доколку не се случува и следното. Доаѓаат интересни случаеви со комши ова. Да, се скарале со комши, доаѓаат се што ќе им правиме, например, ние на тие, они меѓу себе мора да си најдат решење. Без оглед на овие примери, минатата година помош од политичарите на власт побарале околу 5000 граѓани. За разлика од нив, на опозиционите врати во Штип и Кочани лани тропнале околу 500 граѓани. Најчести теми се решавање на некои имотно-правни спорови, понатаму здравствени проблеми, понатаму исто така многу болно и најчесто прашање е прашањето за вработување. Колку од проблемите им се решени, податоци нема.